со цел да се дадат насоки како и препораки за тоа што треба да направиме како држава за да го подобриме и подигнеме квалитетот на образованието на учениците во иднина да имаат респектабилни резултати на светско ниво, УНИЦЕФ организираше меѓународна конференција на тема Квалитетно образование за раст, резултати и подобра иднина. Министерката за образование и наука Рената Треневска-Десковска ја отвори сесијата посветена на различните перспективи и предизвици во обезбедувањето квалитетно образование, при што ги потенцираше клучните проблеми и предизвици на македонскиот образовен систем и говореше за клучните реформи на сите нивоа на образование. Почнувајќи од предучилишното образование, Десковска напомена дека јавноста кај нас го перцепира образовниот систем само преку основното, средното и високото образование, но не треба да се заборави ниту предучилишното образование, односно коренот на воспитување и образување на учениците. Министерката Десковска се осврна и на моменталната ситуација во основното и средното образование. Преку отпочнатите реформи во образованието, таа најави крај на воведените експериментални практики во образовниот систем, но и воспоставување на темели на нов и квалитетен образовен систем, пошто ги подлече клучните реформи во образованието, каде главен столб ќе биде воспоставувањето и градењето на партнерскиот однос меѓу наставниците и учениците, намалувањето на бројот на часовите, особено во основното образование, како и намалување на бројот на ученици во паралелките. Таа најави и можно пилотирање на дел од реформите пред нивното имплементирање во образовниот систем. Планува збор за измена на целокупниот наставен план за прво оделение, од наставните содржини кои што се учат, оптеретеноста на децата, фокусот, методите на учење, значи комплетни новини кои што работната група која што е составена од експерти од педагогија, од образование, од психологија ќе ја презентира и ќе ја брани во јавноста. Во однос на високото образование, компетенциите кои што се прават во рамките на националната рамка на квалификации, кои што треба да соодветствуваат со европските компетенции, укажуваат дека за одредени професии постојат студии кои што се со 180 кредити, 3 годишни, на одредени професии веќе се оди за да се стекне звањето на 5 годишни студии. Во своето обраќање, премиерот Зоран Заев најави опремување на основните и средните училишта со современи лаборатории, како и намалување на наставните предмети во училиштата. Следната година ќе почне опремувањето на основните и средните училишта со современи лаборатории, што ќе придонесе во практичната настава и зголемувањето на интересот на учениците за наставните содржини. Исто така планираме да го намалиме бројот на предмети во училиштата. Учениците да можат да ги стекнуваат знаењата главно на училишта, за да имаат повеќе слободно време дома. Така ќе ги ослободиме од психолошките притисоци на обврска за постојано механичко следење над книгите, што знаеме дека и не толку дава резултати. На конференцијата учествуваа и истакнати меѓународни образовни експерти кои дискутираа и дадоа своји препораки и гледишта за идниот развој на образовниот систем во државата.